Здраво, драги родители! Добре дојдовте на видеото за свесното родителство. Денешното видео ќе биде последно видео од содржините на книгата Родителска карта или Родителска мапа од авторката Шефалица Бари. Темата на ова видео гласи: родители, прифатете го вашето ново јас. И во ова видео денес ќе зборуваме за една тема која е доста интересна за родителите, а тоа е зошто според Шефали свесното родителство представува едно осамено патување. Прво, Шефали пишува во книгата дека свесното родителство, за разлика од старата идеја, традиционалното родителствување, е сосема ново родителство, значи тоа е во која што проблематиката на воспитувањето на децата се заснова врз еден многу поинаков пристап отколку традиционалниот начин на родителствување, кој што е базиран врз стравот, врз контролата, врз осудата, жалењето и така натаму. Свесното родителство е пристап кој пред се базира врз свесност, врз квалитетите кои ја носат свесноста, ја даваат свесноста, а тоа се одговорноста, исправноста, етичноста, моралноста и така натаму. И често пати кога родителите сакаат да влизат во свесното родителство, се случува да бидат осудувани од страна на другите родители, да им бидат етикетирани, да бидат презирани, да бидат деградирани. И токму поради тоа на некој начин овие родители да бидат обесхрабрени и да почнат да се преиспитуваат себе си во насока на продолжување и одење по патот на свесноста. Меѓутоа, Шефали овде им објаснува на родителите: родители, не стравувајте, останете силни, останете стабилни, останете доследни на патот кој што навистина сте го одбрале сега, новиот пат за одење кон за тргање по патот на свесноста. Затоа што овие пораки кои ви ги носат другите родители се пораките од страна на старата идеја, од страна на стариот начин на родителствување, значи тие пораки за страв, пораките за контрола. И да бидеме свесни дека ние заради тоа не значи дека се чувствуваме притиснати, дека се чувствуваме на некој начин дека сме нападнати, или пак да ги сметаме останатите родители кои не одат по патот на свесноста дека сте навистина лоши родители. Туку сето тоа го прават заради тоа што го знаат само еден начин на родителствување и бидејќи се уште се целосно опфатени од тоа културно условување, значи се уште се наоѓаат во една состојба на несвесност. И нормално е да очекуваме отпор од страна на овие родители, затоа што посвесните пристапи, посвесните начини на родителствување, како што се нежното родителство, позитивното родителство и така натаму, овие пристапите како можат да ги исплашат останатите родители, заради тоа што едноставно представуваат нешто непознато за нив и затоа што пред се спрема Шефали, можеби овие родители се родителствувани со многу малку чувство на сочувствителност од страна на своите родители, нежност од страна на своите родители и така натаму. И нормално дека кога тие се однесуваат на начин на кој што се однесуваат, тоа не значи дека не напаѓаат нас или ги напаѓаат луѓето кои што тргнале по патот на свесноста, туку дека едноставно
ние како родители треба да бидеме малку посочувствителни и да бидеме родители кои што навистина ќе сакаат да ги разберат нив. Затоа што тоа нивно напаѓање, всушност тие не ги напаѓаат луѓето или другите родители, туку ги напаѓаат сопствените стравови кои што им се јавуваат како резултат на тоа на таа нова идеја која што им ги носи кога станува збор за родителствувањето. И тука ги советува родителите кои сакаат да тргнат по свесното родителство, им вели, наместо ние да ги нападнеме, можеме да им кажеме: јас те разбирам, она што ми го кажуваш, и знам од кое место доаѓаш. Затоа што го разбирам точно местото од каде што доаѓаш, знам дека можеш и да не се согласиш со мојот пристап. Меѓутоа, тоа е оној пристап кој што јас го одбирам и кон кој сакам да останам, кон кој одбирам јас да застанам. Не мислам дека треба да го родителствувам своето собствено дете на начин на кој мене ме воспитувале моите родители, начин кој долго време се базира врз страв и врз контрола. Туку одлучив да го родителствувам своето собствено дете на сосема поинаков начин. А ти слободно можеш да се согласуваш или да не се согласуваш со мојот избор. Тоа е твој избор. А јас нема да го напуштам мојот избор. И тука ше фали им го открива на родителите најпоставуваното прашање кога пред да кој им го поставуваат родителите кога доаѓале кај неа, а тоа е што ако ше фали мојот партнер не сака и не се согласува да и не верува во свесниот пристап. И тука ше фали им одговарала и им велела: родители, свесното родителство бара само еден родител да биде свесен. Значи, доволно е само еден родител да биде свесен. Иако, идеално би било кога и двајцата родители би се согласиле да влезат во еден свесен пристап во односу со своето дете, или уште повеќе кога би можеле и родителите да сакаат да се запознаваат, да сакаат да разбират што повеќе за свесното родителство. Меѓутоа, свесното родителство токму поради тоа, таа вели дека навистина представува патување, изолирано патување, осамено патување. И бидејќи ти си тука, ти си тој родител кој што е доволно потребен за да може да оствари таа мисија која што си ја зацртала, да бидеш свесен родител во своето собствено родителствување. Шефали тука спомнува дека зошто родителите тоа го прашање постојано го поставувале кога доаѓале кај неа, затоа што се плашеле дека на некој начин ќе ги предадат своите партнери или дека ќе ги предадат своите најблиски кога влегуваат во таков процес на осознавање прво на себе си за начините поинакви по кои што треба да тргнат за да почнат да родителствуваат на свесен начин. Меѓутоа, таа вели тука дека кога станува збор за децата, кога станува збор за благосостојбата на децата, за менталната благосостојба, за физичката, за психичката, тој приоритет треба да им биде на свесниот родител. Тој е приоритетот. Значи, родителот да биде многу повеќе фокусиран на тоа како да си го воспита своето дете на свесен начин, отколку да биде фокусиран да го направи другиот родител среќен. И се разбира дека ова нешто е многу тешко за родителот кој што се одлучува да направи таква промена прво кај себе, а потоа да прави промена во односот со своето дете. Меѓутоа, таа тука спомнува дека најголемиот проблем се јавува особено кај
ако доколку родителите, посебно, да кажеме жената, ако е едниот родител, кога станува за збор за жената, за мајката, ако е во идентитет на жена која е послушна, која што е покорна, која што е во наводници добра мајка, и отстапувањето тогаш од овие квалитети, за да може да се влезе во процесот на свесноста, пред се прави еден голем емоционален полнеж кај личноста која што сака да влезе во свесно родителство. Зошто? Затоа што оваа личност итекако се плаши да оди наспрема трулото, наспрема несвесното. И токму поради тоа ше фали, кога станува збор за децата, тука ги советува родителите дека родителот итекако кој што сака да влезе во свесното родителство треба да биде спремен да излезе од комфорната зона и да почне да ги напушта своите дотогашни образци на постоење, на начини на функционирање во односот со детето. И зошто? Затоа што тој треба да биде пример и да му покаже на своето дете што значи да се биде храбар, што значи да се биде етичен, што значи да се биде исправен, што значи да се биде одговорен, храбар во врската со другиот партнер. Затоа што свесното родителство итекако почива врз овие вредности: храброст, етичност, исправност, одговорност, за да може да тоа се квалитетите врз кои почива свесното родителство и кои што треба да функционираат во една семејна динамика. Другата идеја која е лажна, представува една лажна идеја во која што веруваат родителите, е дека родителствувањето, без разлика какво и да е, треба да представува еден заеднички фронт на двата партнера. И навистина ше фали кога го гледа тоа, денешното родителствување итекако представува еден фронт заеднички на родителите, меѓутоа за каков фронт во главно станува збор? Станува збор за еден фронт на фасада и на маски на его, кои ја носат несвесноста во односот со децата. И затоа таа вели, ако нашиот партнер е несвесен, тогаш таа идеја веднаш треба да се напушти дека ние треба да бидеме со другиот партнер, со таквиот партнер треба да бидеме во една заедничка коалиција или во заеднички фронт во насока на воспитување на своите деца. Зошто? Затоа што кога ние се придржуваме на несвесноста на другиот партнер, ние само ја зголемуваме несвесноста тука. И навистина е проблем овде кога не постои единство во однос на погледите, во однос на начините, кога треба да се воспитуваат децата. Меѓутоа, зошто ше фали го поддржува тоа нешто, ја поддржува идејата да едниот родител, кога решава да влезе во свесно родителствување, и како да остане на тој пат доследен, без разлика дали другиот партнер ќе сака или нема да сака да тргне по патот на свесноста, затоа што кога се не само кога се придружува партнерот во несвесноста на другиот родител, не само што се зголемува свесноста, тука не може да се оствари еволуција. Туку што се случува? Се случува едно заплеткување, едно нездраво заплеткување кое што е многу лошо по основ на душите на нашите деца. Што значи тоа? Дека многу подобро би било родителот кој
кој што сака да тргне по свесноста, го родителствува своето дете, се разбира децата тие се суштества на постојана развој, на постојана развиток и детето како што се развива, како што расте, многу подобро би било да гледа родител во семејната динамика каде што се спротивставува на несвесниот родител во однос на каде што се бори за она што е исправно, каде што се бори за она што е што би представувало одговорност за родителите, за создавање на свесна врска, многу повеќе отколку тоа да не се случува во семејството или пак многу ретко родителот да се спротивставува на несвесноста на другиот родител кога родителствува, затоа што кога би било така, тоа би создавало едно збунетост кај децата, една вознемиреност кај децата не би знаеле што е исправно, што не е исправно. И токму поради тоа, на долг рок, кога родителот, едниот родител, свесниот родител, постојано реагира, постојано се бори против, да кажеме, манипулациите на другиот родител, или против злосторствата на другиот родител, против несвесноста на другиот родител, во самото семејство е многу подобра за душата на децата, отколку децата да бидат едноставно пасивни и да капитулираат пред несвесноста на другиот родител. И тука Шефали објаснува дека од нејзиното искуство кога доаѓале родителите, едниот кој што сакал да тргне по свесноста, најчесто бил многу повеќе посвесен во однос на другиот и поприсутен родител во однос на другиот родител. Што се случувало? Со текот на времето, тој кој што бил одсутен родител, на почетокот тој покажувал одбивање, дури постојано се расправал, се кавгал тука со Шефали, меѓутоа откако увидувал дека ќе увидел дека техниките кои што Шефали им ги давала, кои таа ги сметала дека најдобри би биле за тоа семејство, за тоа дете, со цел да се постигне свесност кај родителите, значи кои би ги применувале родителите во однос со децата, набрзо тие увидувале како семејната динамика се менувала на подобро, како почнува да цвета семејната динамика. И тогаш постепено токму тие родители многу повеќе влегувале во свесност, повеќе сакале да бидат присутни со своите деца, повеќе сакале да комуницираат со своите деца. Значи почнуваат нагло да ги приспитуваат своите собствени начини, до тогашни начини на родителствување. Меѓутоа, што е најбитно тука? Најбитно Шефали спомнува дека бидејќи ние сите сме различни, секој своите искуства во својот живот ни се различни, на различен начин ги доживуваме. Исто така и свесноста кај нас влегува поединечно кај секого различно. Некои сме посвесни, некои не сме толку свесни и нормално е дека секоја промена која што треба да настане кај родителот, треба да настане во свое време, токму поради тоа и не можеме да бараме со сила ние од другиот родител да прифати свесно да родителствува. Значи, секој родител си има свое патување кон свесноста и затоа велиме и Шефали спомнува, тоа е причината зошто свесното родителство се нарекува осамено. Повеќе да кажеме дека осамено родителствување или осамено патување кон свесноста во процесот на родителствување. Значи, тоа е пред се таа вели дека најчесто родителите тие се изолирани, најчесто сами влегуваат во процесот без поддршка од страна на другиот родител, но и токму поради тоа често пати знаат родителите да влезат во страв, да
се чувствуваат дека не се вредни, дека помалку вредат, дека прават грешка или дека прават глупости, во смисла на тоа дека што направив, не е тој вистинскиот избор, па посакуваат да се вратат назад, да се предадат на процесот, во смисла да се вратат на почетната свесност во која што претходно биле. Меѓутоа Шефали тука ги предупредува родителите, им вели овие зборови кои што ги слушате во вашата глава, да знаете дека се зборови од вашето его. Затоа што егото е тоа кое што бара вие повторно да се вратите на првичното ниво на вашата свесност. Значи, егото е тоа кое што навистина бара да запрете да растете. Меѓутоа, кога ќе почнете во самиот момент да одлучите дека ќе тргнете по свесноста, ќе видите дека за кратко време ќе почнете да се менувате. А тоа е целосно спротивно на оно што го сака вашето его. Затоа што тоа е пред се загрозено од вашата суштина. Кога вие тргнувате по патот на свесноста, вие се повеќе и повеќе се приближувате кон вашата природна суштина, а егото е тоа кое што сака што повеќе да ве оддалечи од вашата суштина. И токму поради тоа ќе сака да ве убеди дека вие сте предавник, дека вие ги напуштате досегашните верувања за начинот на родителствувањето, дека вие правите глупости, дека треба веднаш да го напуштите новото во кое што сакате да влезете, дека непознатото носи многу опасности и така натаму. И затоа Шефали пишува во книгата, ги охрабрува родителите. Не знаете колку голем случај на родители имав, кога доаѓа кај мене и да ми ги кажат истите зборови. Шефали, не знаете колку многу ве мрази мојот сопруг. Кога ги гледам вашите подкасти, едноставно ќе ми го земе мобилниот и ќе ми го скрија негде. Или пак кога ви гледам на телевизија, ќе ми го земи далинското или ќе го исклучи телевизорот. Или пак мојата мајка, кога ги гледам подкастите ваши, ќе ми речи: ти жено, навистина од таа Шефали си потполно хипнотизирана и не е чудно да те повлече во некој лош култ. И кога ги слушала овие зборови Шефали, се смеела затоа што знаела точно од кое место доаѓале овие зборови, затоа што и пред времета можела да ги замисли тие луѓе како се во својот страв дека ќе бидат еве сега симнати од пиедесталот на авторитетот или едноставно се гледаат веќе себе си како постепено им се лизга контролата која што до тогаш тие ја имале на располагање. И токму поради тоа Шефали им објаснува на родителите: овие зборови навистина можат да ве заплашат од страна на вашите блиски, меѓутоа уште повеќе можат, најмногу ќе ве плашат зборовите, мислите од вашето его. Затоа што по секоја цена ќе имате гласови во вашата глава кои што постојано ќе сакаат да ве вратат назад во претходното ниво на свесност и да останете што подолго на тоа ниво. Затоа што Шефали и самата таа објаснува како долги години се борела со тој многу силен глас кој што го имала во главата, дека таа била на почетокот една млада девојка од Индија дојдена и тој глас постојано изборувал: ама Шефали, ти во почетокот беше толку многу скромна девојка, потоа беше многу скромна жена која што сакаше едноставно само да биде мајка, ама некако после тоа, како си дозволи ти толку да станеш храбра, да станеш себична,
да сакаш да постигнеш се во твојот живот, според твојот сон, па дури да си дозволиш да се разведиш и така натаму. Значи, Шефали тука им објаснува на родителите дека тој глас во почетокот беше толку многу силен, меѓутоа, на крајот, денес, тој се уште постои. И после 30 години тој постои кај мене, меѓутоа сега знаете каков е. Тој представува само еден многу тивок шепот, кој едва и го слушам. И истите зборови, ако му обрнам внимание, истите зборови постојано ми ги кажува. Затоа што и самата се сеќавам колку долго време тој глас често ме влечеше надолу, ме враќаше назад, постојано кон моите токсични начини на живење, токсични навики. Меѓутоа тука многу ми помогнаа медитациите, преку кој успевав да го доловам тој глас, да сватам дека тој доаѓа од моето его, значи да ги препознам тие мисли и постепено да почнам да не му обрнувам внимание, да го забележувам и да не му обрнувам внимание. Значи преку тие медитации, еден дел од медитациите беа навистина тие кои што преку кои успевав да ги тргнам голем дел од тие мисли. И тука Шефали ги советува родители. Доколку вие забележете вакви мисли кај вас, да знаете дека тие потекнуваат од вашето его. И едноставно, доколку сакате да се справите со него секогаш во таквите моменти, слободно кажете му: драго его, ти одигра една неверојатна улога во мојот живот, ама сега може слободно да одиш по ѓаволите. Затоа што јас веќе одамна те надминав. Не си ми потребно повеќе, затоа што јас си го оздравив внатрешното дете. Не му треба повеќе твојата заштита, бидејќи конечно моето внатрешно дете порасна. И јас се комплетирав, станав целовита и одново станав здрава личност. Те ослободувам со љубов. И те молам, остави ги сите маски пред влезот, затоа што имам намера сите до една да ги изгорам и да ги уништам. И овде го поставува прашањето до родителите, Шефали. Родители, која маска вие последно ќе ја уништите? Од која најтешко ќе се откажете? Кој е најголемиот страв кој што постои кај вас? Кој што најмногу ве мачи? И овде Шефали им објаснува на родителите дека од нејзината статистика која што таа водела низ годините на низиното професионално искуство, сватила дека најголемиот страв кај нас, кога станува збор за родителите, е стравот да не се биде сакан, стравот да не се биде одобрен, стравот дека ќе се биде напуштен. Тие се најголемите стравови кои што не им дозволуваат на родителите да тргнат по патот на свесноста и да направат една трансформација кај себе и во односот со своето дете. Меѓутоа, таа вели дека тука има една многу голема вистина во тие стравови. Дека некои од тие стравови ќе се случат. Дека некој ќе не напушта. Да, ќе се случи некој да не напушти. Ќе се случи некој да не одобри. Меѓутоа, тоа е во ред. Затоа што на тој пат ние почнуваме да зрееме. На тој пат ние почнуваме да се освестуваме. Некој ќе замине, некој ќе се налути,
некој нема да не одобри, но исто така на тој пат ќе дојдат и други луѓе, кои што ќе не сакаат, кои што ќе не одобрат, кои што ќе бидат со истите погледи, со истите сваќања, како и нашите. Ќе се запознаеме со нови пријатели. И што е најбитно од сето тоа? Најбитно е дека нашата желба да сакаме да пораснеме, да биде најсилна од тоа ние да сакаме да си останеме исти. Значи, желбата за раст и развој кај нас мора да биде поголема од желбата да останеме исти, односно од желбата да останеме во зоната на удобноста. Затоа што кога ќе решиме да тргнеме напред и да влеземе во непознатото, единствено тогаш веруваме на непознатото. И како резултат на тоа, тек тогаш можеме да се прифатиме себе си во нашето ново јас, во насока на прифаќање на се она кое што пред нас се појавува и тргнување по патот на свесноста. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Се гледаме!